Кога сме кај нашите утрински будења, често пати ги имаме некој пат и нели хибридно онлайн, меѓутоа некој пат знаеме да направиме физичко гостување, така што од семена прослава неколку часа сон, ама драго ни што ни пристигна Билјана Лалчевска-Серафимовска, директорката на детскиот културен центар Карпош. Јас би рекол дека оваа година дефинитивно ваша, успешна, убава и периодов вистина се случуваат неколку низа настани за кои што и најавувавме, ама денес убаво вака вашето присуство да го искористиме да најавиме за два големи настани, тоа е трамболини и секако детските мюзикли, зашто најавувавме изминатиот период и во утринската. Така што уште еднаш честитки. Добро утро прво да ви посакаме. И честитки за матурската прослава. Благодарам, добро утро и навистина почестена сум што секогаш сте тука да ги промовирате нашите програмски активности, особено што станува збор за детскиот културен центар и дечињата кои што живеат и гравитираат и доаѓаат на територија на градот Скопје. Како не. Едни добри сеќавања и меморија ми е секој пат детскиот културен центар Карпош во некои давнешни времиња, кога сме биле и дел од наставните за априлијадата, мислам многу работи сте биле и организатори Билјана. Така што ова е вистина една успешна година за вашиот центар. Трамболини, оттаму ќе започнеме да ги искористиме секако минутите кои што ни се дадени, ни се случува сега односно веќе е во вчерашниот ден. Од вчерашниот. Така е, од вчера до 6 јуни децата ќе имаат можност да ги покажат своите креативни вештини, таленти преку фестивалот на детската креативност Трамболини. Практично на различни локации во градот Скопје ќе се случуваат на различни работилници. Па можам да ги споменам работилниците од природни науки, работилници за личен развој на децата, работилници кои што каде што децата ќе ги покажат нели своите таленти. Утре сме во музеот на современа уметност, значи ќе начнеме и она што ни е основна дејност, односно културата, уметноста и развивање на нивните потенцијали. За денешниот ден имате некакви активности? Денешниот ден ќе биде личен развој. Децата ќе можат да ги покажат своите потенцијали за онаа работилница која што е подготвена. За среќа има голем интерес за овој фестивал на детска креативност. Се поклопуваат практично два убави фестивали детски. Едно со друго. Така што ете и публиката ќе има можност освен овие работилници за изразување на креативноста, како што се, да кажеме, би ја споменала и мојата креативна торбичка. Тоа се навистина оние вештини кои што можеби малку се подзаборавени или воопшто не се начнати во воспитно-образовниот процес. Ние порано кога сме учеле, сме изучувале домакинство и сме везеле и сме... Ник го споменав како тема. Да, така што еве ние преку овие креативни работилници им покажуваме на децата како е да создадеш некое свое парче, моден детал и да си го понесеш со себе. Мислам, децата навистина излегуваат од овие работилници среќни, горди, задоволни заради тоа што можеби за прв пат создале некое свое парче и гордо си го носат. Да, тоа се некои подзаборавени вредности, баш нешто со кое што можеби ние како генерации сме растеле, ни било по присутно во секојдневието, а овие денешни деца за жал не го имаат толку често и убав момент е ова што го истакнувате дека можете да им понудите такво нешто. Па еве Билјана, во контекст на тоа што и пред малку зборувавме овие денешни деца, овие денешни генерации, вие постојано сте во контакт со децата. Можете да направите некаква паралела како се менуваат децата и можеби нивните размислувања и ставови низ годиниве со овие нови генерации, со ова ново време, со оваа дигитализација која што веќе одамна ја живееме. Многумина знаат да кажат краток фокус на дечињата, но кога можеби е креативноста во прашање, како тоа што вие го нудите во центарот, можеби сосема поинаку се однесуваат. Како ги гледате дечињата денес? Дека емпатијата и сочувствителноста со другиот, со ученикот или пријателот, можеби недостасува во ова современо детство. Да. Токму затоа и постои центарот, за да ги
ајде како да кажам, да ги процени потребите на денешните деца и согласно тоа ние ја создаваме нашата програма. Доволно е само да дојдат во Детскиот културен центар Карпош и да ја почувствуваат она магија која што моите вработени за волја на вистината вложуваат многу љубов, многу труд, многу професионализам и им ја пренесуваат на дечињата. Честопати ќе дојдат дечињата за некоја секција, чуле, другарчето доаѓа и така натаму, но кога ќе почувствуваат она енергија атмосферата на просторот. Да, тогаш се запишуваат и на друга секција и на трета. Едноставно ние ги следиме потребите на 21-виот век. Значи не е само културата и уметноста, тоа ни е главниот фокус, впрочем, бидејќи ние сме јавна установа под капата на градот Скопје. И во оваа прилика би сакала навистина да се заблагодарам што се секогаш тука да ги поддржат нашите активности, програмски и она што се вели од дете за дете. Имено, да, бидејќи мислам дека и денешните родители ја сваќаат можеби неопходноста и алармот детето преку уметноста да се научи да изгради една самодоверба. Така што мислам дека трамболини го возможува истото. Потсетуваме еве како што стои во надписот од 26 мај, поточно вчерашниот ден до 6 јуни. Се преклопуваме со уште еден убав датум, тоа е секако детските мюзикли. Овој викенд, овој викенд, да, особено значаен за сегментот, нели јас би рекол се токму и детските мюзикли, бидејќи мюзиклот како форма баш ги спојува музиката, театарот, танцот, уметноста генерално, да. И ја мислам дека тука поособено би го нотирале и тимската работа, нешто детето учи да не биде само индивидуално во светот, туку и да биде сочувствителен со другиот. Така е. Ова е прв фестивал во државата на детски мюзикли и на наше огромно задоволство е тоа што токму ние како Детски културен центар Карпош ја шириме таа убава приказна, бидејќи како што и самите кажавте, не е едноставно да се создаде нешто такво. Тоа е една од најсложените сценски форми, сите ќе кажат. Мюзиклот си носи една своја тежина. Особено што бродвејските мюзикли се на нашата сцена, препеани од маестралната Весна Малинова на македонски јазик, тоа е уште позначајно. И оние кои што слушнале се сведоци дека звучи феноменално, значи многу добро звучи. За тоа е главен виновник Наташа, која што навистина со целото свое срце, целата своја љубов, професионализам и она што ја прави среќна, го создава и го пренесува на дечињата. 30 и 31 мај викенд продолжен, еве оние кои што остануваат во Скопје, можам да ги поканам да дојдат на една представа која што ќе биде вистински спектакл. Тоа е Убавицата и ѕверот. Тоа е темата? Тоа е темата, една прекрасна приказна која што токму ги допира оние вистински вредности, не е само човек да го цените по изгледот, туку она што го носи нели во душата. Да не откриваме децата кои што и родителите секако, кои што се заинтересирани, може да ја посетат нашата веб страна, Facebook страна, Instagram профил, да ги добијат потребните информации за овој мюзикл. Ке има по една изведба на 30, друга изведба на 31. Така. Во колку часот и локација? И на први ќе имаме изведба во 12 часот, значи овие 2 дена се резервирани за Убавицата и ѕверот, а на 1 јуни гости ќе ни бидат QSI Интернационалното училиште од Скопје со представа на англиски јазик Петар Пан. Така да исто во оваа прилика би сакала да се заблагодарам за несебичната поддршка и прифатената покана да бидат дел од овој прв фестивал на детски мюзикли кој што трета година поред се организира и реализира и за тоа е препознаен само од градот Скопје. Прекрасно. Тоа е
она што сакам да го издвојам. Само да ни кажете локација каде ќе игра Убавицата и ѕверот и во колку часот? Значи, локацијата е МКЦ Кино Фросина, сабота и недела од 19 часот, а понеделник е од 12 часот на Она што е вистина прилика и можност овој пат детето да не биде само публика, туку да бидат директни создавачи на вакви креативи, така што верам дека ова ќе може да открие и пробуди кај нив некои таленти кои што можеби знаат дека ќе поседуваат, ама сцената ќе им помогне можеби поинаку да ја изградат самодовербата. Кратко сосема за крај, знам дека далеко е датумот, меѓутоа кој знае уште што ќе се подготва, можеби мислам дека европската односно 2028 кога Скопје вистина ќе биде европска престола нели како културна, јас би рекол географска точка, претпоставам дека и за тогаш ќе се подготвате календарски цела година. Така е, градот Скопје во полна пареа работи на... Барем тоа го слушам постојано. Така е, ние како јавни установи секако сме вклучени во сето тоа. На наше големо задоволство целиот тим, вклучително и ние од јавните установи, ќе имаме што да понудиме, односно работиме на таа проблематика и да не откриваме се уште нели рано, но се подготвува вистински спектакл за Скопје 2028. Супер. Датум, место и време, како што кажавме, трамболини и детските мюзикли ви се во полнек во периодов кој што следи, додека дали пак ќе кажеме за трамболини малку повеќе од Да, ќе опатите и првата недела од јуни, се до 6 јуни ќе имаат можност, како што споменавте и вие, на социјалните мрежи да ве следат и да видат кој ден каква активност има, секако да се приклучат. Ви благодариме многу, остануваме и понатаму во добра соработка и корелација се социјални да ги информираме нашите гледачи за се што се случува кај вас, а е наменето за детската популација. Ви благодариме.